Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа, денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален, човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Се движи како ветар, мокна, но со атлетска флуидност. Флуидност, кој ги пишува работите? Сакам да кажам така да е атлетски изгледа. Раз за победа. Има карактер во кој не може, а да не се заљубите. Сега, за кого зборувам? За автомобилот или за мојот денешен гостин? Или па за двајцата? Прво за машината со тркала, а после за човекот машина што ја освои Европа и NBA со својата игра и перформанси. Ова е Toyota CHR Hybrid. Модерен кросовер со топ дизајн, екстравагантна силуета и многу луд став. Ова е се само не обична кола. Батеријата се полни сама додека возиш. Луѓето се вртат по тебе, не баре си Дино Раджа, а ти уживаш. Еден од 50 најдобри кошаркари во историјата на европската кошарка и од скоро член на светскиот кошаркарски Hall of Fame, каде друштво му прават Джордан, Меджик Џонсон, Лери Бърд, Вил Чемберлен и сите други од најголемите. Дами и господа, Дино Раджа во 1 на 1. Актуелен е овој период Раджа со тоа што влезе во Hall of Fame, во куќата на славните во Спрингфилд, Америка. Тоа е местото каде што се инаугурираат најуспешните, најпознатите кошаркари во историјата на кошарката, не само NBA, туку и светската кошарка. Тоа е еден од само, не знам, 9-10 кошаркари од Европа што влегле таму. Таму се сите. Меджик Џонсон, Карим, Вил Чемберлен, Мајкл Џордан, Шекил О'Нил, буквално Скоти Пипен, сите. И секако Дино Раджа, и денес имаме чест што ќе зборуваме со него. Го вклучуваме сега Дино Раджа во 1 на 1 на овој голем екран. Добре дојде Дино Раджа во емисија. Боле вас, знаеш. Како си, добар? Супер. Имаше, Дино, едно емотивно обраќање, едно емотивно, како да речам, простување од Ѓорѓе Балашевиќ и некако одекна низ цела ексију. Знаеш, баш сите не погоди и беше баш како што треба направено. Па сакав да почнеме со тоа чисто. Што ти значеше Балашевиќ? Може така во кратки црти да ни раскажеш? Па, јас сам стара школа, знаеш како е то. Мој цели живот е саткан од музике из неког времена прije. Од Мише, Оливера, Балашевиќа, Биело дугмета, Рибле чорбе, Азре, Прљаво казалиште, то некако на чему сам ја одраста. На мене оставија утисак. Јак и шокантна njegova смрт, прерано, пребрзо. И то се све догоди дан након што сам бија во едном друштву с едним пјесником beogradskim koji se zove Marko Milošević i kako on piše te neke pjesme, zamoli mene da mu za njegov Instagram izrecitiram jednu od tih njegovih pjesama. I ja govorim ok, hoću. I sutra dan umre Đorđe i on meni pošalje novu pjesmu. Kaže evo ti vidiš šta misliš o ovome. I ništa, ja onako bez veze, nisam ja to ikad radio, niti mi je padalo na pamet, nego odem kod ovog svog prijatelja koji me učija svirat gitaru. I to nekako iz prve izašlo to tako kako izašlo. Moj mornaru bez broda, danas za tobom krenu suza horda. Moj pjesniće veći od mora, rano je, moglo je još, ali kad se mora, onda se mora. Тоа е живот, Дино, така ли? Тоа е живот. Da. Ups and downs. Da. Baš така. Da. Ништо. Da, baš šteta, veliki čovjek, veliki umjetnik, pjesnik, iznad svega.
носи животот полно такви падови, носи подеми. На Балашевиќ лесна му земја, легенда, икона на музиката на целиот овој регион, и тоа и ќе остане. А ти си икона спортска и последниот период некако ти е обележан од она што се случи у Спрингфилд. Значи ти си веќе нели официјално еден од колку не знам 9 или 10 европски кошаркари што имаат чест да бидат дел од Hall of Fame во Спрингфилд, каде што буквално најголемите кошаркари у светска историја не само што биле почестени, него и сите се расплакале. Знаеме она Майкл Џордан, више и мим она стана кај што плаче, кај што прават. Зошто сите толку емоција имаат кога ќе застанат Дино на таа сцена? Што се случува? Ти од твое лично искуство да ни кажеш. A to je jedno nevjerovatno iskustvo. Ne znam kako bi vam to uopće opisao, jer ja sam igra i pred 5 i 10 i 15 i 20 i 30 hiljada ljudi, i utakmice i pitne i finala i šta ti ja znam šta, olimpijade, svjetska, evropska, svašta sam igrao, osvaja, i misliš da te ne može ništa izbaciti iz takta. I onda dođeš u tu dvoranu i onda još uvijek nemaš taj osjećaj. Da. Mislim, vidiš ti tu sve te face, sve te naljepnice, oznake, znaš ti di si, to se dešava, to je jako, jako zahtjevno, jako naporno. I onda dođe moment da ti izađeš na binu i ti si sam uvjeren kao šta svaki sportaš je samouvjeren. I onda dođeš na tu binu i onda jednostavno organizam blokira, ko da si primio nekakvu laganu anesteziju, znači ti znaš, lokalnu anesteziju, ti znaš šta se dešava, ali se boriš sa sobom da uopće nešto povežeš, nekakve misli, jer to je totalno, kad izađeš pred sve te zvijezde, svi te gledaju, sve se oči uprte u tebe, cijeli svit te gleda, to su milijoni ljudi, i onda jednostavno tvoj organizam koliko god je spreman i koliko god, to ipak nije tvoje. Da. Moje je na terenu i ja sam tu u kući, a ovdje nisam kući. I onda pokušavaš nekako sabrati svoje misli, nekako sam se uspio skoncentrirati da u čitavoj toj priči da imam nekakav tajming, da kad spominjem te neke, jer ja moj govor nisam pisao niti razmišljao o njemu, nego sam govor, oni su tražili da ga napišem, ja sam ga morao napisati, ali to je govor koji je izašao iz mene u roku od 1 minute, ja taj govor sam napisao njima 3 mjeseca prije što sam došao tamo. I nisam ga pogledao do tog dana. I jednostavno sam imao u glavi tu jednu priču koju sam imao i nekakav raspored. I samo je bila borba u glavi, daj nekako saberi da ne preskačeš trenere, da znaš ko ti je bio prvi, ko je drugi, ko je treći, ko je četvrti, su igrači isto tako po tom nekakvom redu, da ne zaboraviš nekog od njih. A moji prijatelji koji su bili s menom su bili tu ispred, jedna sam njih samo pobroja ovako, šta sam vidio ispred sebe, tako da je to sve skupa ispalo. И сигурно не помогна тоа што те најави Лери Бърд, еден од вајда 5 најголеми кошаркари у историја. Вајда и тоа беше притисок додатен. Pa sigurno. Mislim, cijela ta procedura svega, te pripreme, to je trajalo 6 mjeseci, nije to napravljeno na brzinu, to su stvarno lista stvari koje si treba obaviti prije, lista obaveza koje moraš tamo odraditi. Znači, meni je recimo taj dan kad je bilo baš primanje, ne znam, ja sam 4 puta sam se presvuka iz odijela u kratke gaće jer bilo je 40 stupnjeva vani i ti imaš obavezu pola sata pa si sat i po slobodan, pa imaš obavezu sat vremena pa si 2 sata slobodan, a moraš biti u odijelu i kravati stalno i
to je А како stvarno... ти беше најавено да речем дека Лери Бърд ќе биде? Знаеше, ти беше подготвен за тоа? Ne, to ti biraš. Аха. To ti biraš. Ti biraš ko će te uvesti u Hall of Fame, ali te ne može uvesti u Hall of Fame bilo ko, nego samo neko ko je Hall of Famer. Аха, тоа е процедурата. А чекај, бираш од сите што биле пред тебе или ти даваат избор бирај од овие 5, пример, или не Ne, знам? ne, bilo ko. А било кој? Bilo ko koji je u Hall of Fame. Znači, bilo ko od 400 ljudi u Hall of Fame te može uvesti. Значи ти можеш да бираш, не знам, Джулиус Ирвинг како сакаш, може Майкл Джордан, Bilo koga. а зошто го избра Лери? Ali on mora pristati na to, naravno. Така. Тебе зошто баш Лери ти беше изборов? Pa zato što je on, znači, igrao u Bostonu, karijeru napravio u Bostonu, mi smo se u Bostonu upoznali, nismo mi neki veliki frendovi, ali smo se upoznali. Meni je bio limitiran broj ljudi koje me mogu uvesti uopće u Hall of Fame, jer opet ne možeš izabrati bilo koga, nego bilo mi je glupo zvati Shaquille O'Neala ili Michael Jordana kad nisam s njima igra, niti sam ih nikad sjeo s njima za stol. Tako da je bija, ne znam, da je bija živ Dražen, bija bi zvao Dražena. Така. Ovako. Кажи ми, Овако. наоѓаш Дино некаква поврзаност меѓу Дражен и Бърд, не знам, како шутери, како како мислеше дека би се развил Дражен, да речеме, ако ја одигра кариерава до крај, како кого ќе станеше според тебе? Ma različite su to, različiti tipovi igrača. Dražen je bio igrač s loptom, Larry je bio igrač bez lopte. Tako da, teško to uopće uspoređivati. Секој за себе. Da. Кажи ми вака, процесов велиш дека 6 месеци трае од почеток до крај. И тоа веројатно нели некој треба да те номинира на почетокот за да се стигне до нели крајот. Да. Какви све има, да речам, одитинг, какви све има чекпоинтс измеѓу во тие 6 месеци, бидејќи тоа сигурно не е една фаза номинација Дино Раđa, прифаќаме. Ne. Nominacija, ja sam nominiran prvi put prije, ne znam, 5-6 godina prije što su me primili. I onda tu nominirati može bilo ko. Možeš me ti nominirati, bilo ko me može nominirati. Mene je nominirala jedna ekipa s kojom sam ja nakon karijere igra basket, nekakvu ligu gradsku bez veze, gdje su igrali više manje igrači koji su bez veterani ili bez ugovora. Svaki, tu sam igrao s jednom ekipom kojima je bila velika čast da s menom igraju i onda su me nominirali. I onda do samog izbora je prošlo, ne znam, 4-5 godina i onda dobiješ od njih, prvo su me zvali 7 dana prije nego što je bila uopće informacija u javnosti, da me obavijeste i onda sam morao 7 dana to držati za sebe, nisam smio nikom reći. Što je bilo jako nezgodno jer to je vrlo emotivna situacija, vrlo emotivno i onda kad ti jednostavno ne možeš, nego razmišljaš o tome čitav dan. Da. I onda ti krenu emocije i onda ljudi koji su s tobom te pitaju šta je, neko umra. Onda ti moraš se opravdavati s nekim glupim opravdanjima, ma nije, upalo mi nešto u oko. I to je stvarno fenomenalan osjećaj i onda naravno nakon što oni to objave, onda kreću novinari, bombardiranje i dobiješ od njih mail sa, ne znam, 10-ak stranica šta trebaš obaviti do tog datuma. Aha. Znači ti moraš do određenog datuma uzeti mjere ukrojača, uzeti mjere za prsten, uzeti ko dolazi, ko ime i prezime, karte avionske, hotelske sobe. Znači sve to, to je izorganizirano do milimetra, tu nema greške, tu ne može doći niko ko se ne zna ko dolazi imenom i prezimenom, najava, svaki ima svoje mjesto, svoje sjedalo. To je, mislim, stvarno procedura i sam taj
događaj je nevjerovatno, ono, mislim, stvarno, ne znam što bi rekao, 3 dana stvarno osjećaš se počašćen i nakon toga dođu tvoji klinci, tvoji prijatelji, dođu u taj muzej i vide tvoje stvari, tvoj dres, tvoju loptu, tvoje neke suvenire i to je ono, stvarno, i onda, a ti si živ, znaš, mislim, to znači živom čovjeku. Točno, znaš, kad nekoga posmrtno prime, znaš, to nema tu težinu, kad neko to doživi, to je veličanstveno, stvarno. Ja sam neizmjerno sretan i ponosan što sam to doživio i to je stvarno nagrada meni za trud, za sve što sam u životu napravio. Jednostavno to je i najbolje od svega šta sada do kraja života imaš tamo pristup besplatno kad god hoćeš, karata koliko god hoćeš. I nakon, ne znam, bija sam lani i onda na kraju primanja kaže sad molimo sve Hall of Famere da dođu na binu i onda si ti taj koji izlazi na binu među svima i to je jedan osjećaj koji ne znam uopće kako bi ga opisao. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Во светот, создаден според потребите на возрастните, двама лечки херои решаваат да се погрижат за децата. Носето му е постојано затнато. Марко, за чисти носења. Од креатурите на Бекутан. Моето го мачи стомачето. Кико, за мирни стомачиња. Бекутан, Kids Wits. Во аптеките близу вас. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на медицинското средство, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Гледам, немам денаркор. Треба да платам струја, вода, телефон. Ако зајмам од перек, има проблеми 1 тон. А во банки има гужви милиони. Треба брзо, лесно, сигурно, пари на број. Без губење време, без чекање стои. Да завршам работа, кој 1, 2 и 3. Од дома се до 7, знаеш такви луѓе ти. Преку телефони не, цело време достапни. Продавниците за пари сегде се отворени. М брз, М најдобри. Слушни жаре што ти збори во М, кеш аплицира и си. Перењето на надворешните површини никогаш не било полесно и позабавно. Перачи под висок притисок од Black & Decker. СБДМК за тие што создаваат. Започнете го денот пробиотски во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот
делате најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Маврово. Чист воздух, авантура и забава. За тие што сакаат вистински јогурт во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моќно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од септември првача. Не знам дали е спремно. Оги, умно растеме заедно. Kids Wits во аптеките близу вас. Ова денеска е Detox Mix, чајна мешавина која поволно действува за детоксикација на организмот. Detox Mix од Good Nature. А секогаш кога имате потреба од финансиска подршка, M-Cash е најдобриот избор. Нивните мобилни кредитни консултанти се тука за вас. Не само што ќе ви помогнат да аплицирате, туку и парите ќе ви ги донесат до дома. Значи, mcash.mk, одете, информирајте се за услугата кредитен консултант од Mcash, бидејќи е навистина најдобра. Нашиот народ верува дека кујната е срцето на домот. А што има во кујната? Таму има многу различни состојки за секакви рецепти, а меѓу нив најважно е брашното. Во мојата кујна се разбира има само едно. Моето брашно од Кадино. Каде го чуваш прстенот? Каде го чуваш прстенот? Дома? Па, у сефу ми е, nije mi kući. Не го носиш во ресторан да излезеш онака и да правиш. Видете, види ово. Početku sam ga držao kući, dok mi nisu svi prijatelji vidjeli ga, a onda nakon toga sam ga spremio u sef, ne nosim ga. Ne nosim ga osim kad odem recimo u Ameriku, jer to ovdje ništa ne znači nikome. A u Ameriku Мислиш сериозно дека не би значило никому? Pa možda bi značilo negdje vani, ali ovdje kod nas ne znači ništa. Ај малку за NBA кариера, еве да те прашам чисто за тие 90-ти години. Значи ти беше во еден Бостон и беше најдобар играч во тие години додека беше таму. Во ситуација кај што играше против MJ, против Шекил, како што го спомна, значи со прејако Чикаго, со јако Орландо, со јак Сиетл, таму Шон Кемп, Гери Пейтон, тако дале, во истокот кој беа Индијана со Реджи Милер и сите тие други. Кој ти беше најтежок кошаркар за чување? Кој ти беше некој што си каже, леле, сега утре со него играме, ој, човеч. Шакил Онил je definitivno najteži za čuvanje, uvijek je treba pomoć oko njega, ali meni je ogromna čast bila igrat u to doba protiv te generacije, to je svaki dan bila utakmica protiv nekog iz Dream tima i jednostavno svaki dan si ima all star ispred sebe i to je bilo nevjerovatno
baš jedan period života gdje ono baš tražiš sebe, tražiš da vidiš koliko si dobar, koliko ti vrijediš i to mi je sve skupa bilo izuzetno iskustvo. A psihički, Dino, kako se spremaš da ги цениш, ама па да не ги преценуваш? Пошто пак се они Dream Team, Olajuwon, Ewing. Svi smo mi s ovih prostora, svi ti veliki igrači su rođeni mangupi. I Dražen, i Divac, i Đorđević, i Danilović, i ja, i Ton, i svi smo mi rođeni mangupi. Svi smo mi odrasli na ulici, tako da oni su tebe fascinirali u početku dok nisi došao s njima u kontakt. A kad dođeš s njima u kontakt, kad vidiš da u biti možeš, onda to više prestaje taj nekakav veliki respekt, nego ulaziš u igru da dobiješ utakmicu. А има ли некоја утакмица кај што баш можеш pinpoint, онака да направиш точно да го увидиш тој момент кај што си рече, па ја можам да се носам со сите. Имаше некоја таква утакмица кај што беше подобар од некој друг и си рече, па овој не е ништо. Прва некоја таква утакмица. Те две утакмице што сме играли против njih na Olimpijadi u Barceloni, to je bio recimo najveći znak gdje ti vidiš da možeš protiv najboljih. Ima sam ja i par utakmica prije toga dobrih, recimo kad smo igrali protiv Denvera. Međutim, Denver je bila ekipa koja nije bila baš najbolja, ali opet NBA ekipa i tu sam imao recimo jednu zapaženu utakmicu, ali ove dvije protiv Dream Teama sam da igra jako dobro i ti vidiš u biti da su oni isto ljudi od krvi i mesa. I onda, znaš, danas je to drugačije, danas se sve gleda preko YouTube-a, preko interneta, Wi-Fi-a, satelita, ovog, onoga. U ono doba ti nisi ima nikakve informacije, ništa nisi zna, nego nešto što bi eventualno pročitao u novinama, a novine su slovo na papiru. Tako da uvijek su to bila nekakva prevelika očekivanje, preveliki respekt dok ne dođeš, dok ih ne vidiš uživo i shvatiš da su oni u biti samo ljudi i onda i on trenira i on ubacuje isti koš i on ima iste patike i on ima isti dres, nema tu. I onda krećeš i tražiš način kako da budeš što bolji protiv njega. Го гледаше Last Dance? Го изгледа? Да, наравно. Да. Знаеш, една од работите што ми дојде први на памет кога го гледам Last Dance е како тоа е едно друго време, многу по ниско ниво на тренинг центри, патуваат во обични автобуси, тоа е некој обичен авион. Некако ми се чини дека во денешно време у овие 2000-ти, од 2010-та, сега да речеме, некако се е многу пософистицирано, се е некако на многу повисока скала. Така или не е така? Meni se čini obrnuto. Meni se čini kao da košarkaška igra ide nizbrdo, a ne uzbrdo. Mislim da tu nema nekog razvoja. Recimo, meni je... Ali не играта, него тренинг facilities, знаеш, од прилика некако многу поише пазат на диети, повеќе има, нели, сите се машини, човече. To je neopisivo. Mislim, trening centar Boston Celticsa košta više nego, ne znam, najskuplja dvorana u Evropi koja postoji. Da, a oni tamo treniraат само. A oni unutra imaju, ne znam, imaju magnet za povrede, imaju rengen, imaju frizerski salon, imaju kuhara 24 sata, imaju, mislim, stvarno imaju uvjete nevjerovatne. A како беше во... Да сања има те увјете. Како беше во тоа време, во твоето време, 93-та, 4-та, 5-та, да речеме, како беа овие работи тогаш? Што имате вие? Sirotinski, isto kao što je bila, ako se sitiš dvorane Rabotničkog u onom bazenu i dvorane koja sad ima, ne znam, gdje se igra ona dvorana u Skoplju nova. Aha, Jane Sandanski. Da, to je razlika. Da, ovde и овде. Да. Знаеш, уште малце да те задржам за овие 90-ти, бидејќи се фасцинантни за секој што
гледал NBA, пак сме ние израснати со тога, плюс и во тоа време и за прв пат во Македонија имавме NBA, ние претходно не сме гледале, значи Меджик и Бърт и Карим никој не ги гледал, ама затоа Джордан, тебе, Владе и сите останати ги гледавме и израснавме со нив. Може ли за Джордан да ми кажеш какво искуство имаш баш онака со Джордан? Која беше твојата слика за Майкл Джордан додека играше против него, таа 93-та, 4-та, пред да се пензионира прв пат? Pa, ja mislim da taj njegov film u biti njega opisuje najbolje. Taj film koji je izašao nedavno, mislim da tu precizno ga opisuje kakav je bija i šta je bija i zašto je bija to što je bija. Recimo, ima jedan moment koji je meni ostao u sjećanju. Kaže, ja jesam vikan na svoje suigrače, ja jesam bio neugodan, ali ja nikad nisam od njih tražio nešto što ja nisam napravio prvi. Tak. I onda gledate njegov prvi trening nakon što se vratio iz bejsbola, oni rade nekakve šprinteve i onda vidiš da je on prvi. Da. Znači to je vođa. To je vođa, znači ti slijediš mene. I ja sam na treningu najbolji, ja želim biti najbolji. I ako nešto ne valja, ja ću ti prvi, znaš kako mi kažemo ovdje, Da. a ne ja ću iza nekoga, nego ja sam prvi, ali onda ja imam pravo da vičem i naravno da to nije svakom odgovaralo, ima neko koga to motivira, a ima neko koga to deprimira. Ja sam bio taj koji je to isto radio na svom nivou i ja sam bio taj koji je vuka za sobom ekipu, ja ga apsolutno razumijem. A imaš likova koji jednostavno nisu spremni na to, koji su tu da budu sa strane, da idu niz rijeku, ali uz rijeku ne. Ти беше објективно најдобар у Селтикс во тие години, како што Джордан беше најдобар во Булс. Осеќаше ти еден вид нервоза дека гледаш дека другиве не се трудат како тебе, пример, имаше таков момент кај тебе лично? Ja sam, naravno, ti kad dolaziš iz Europe nije to kao danas. Danas kad dođe, ne znam, Dončić u Dallas daju mu ključeve od grada. A ja kad sam došao u Boston, meni su dali smrdljive dresove da ih nosim. Tako da ti moraš prvo izgraditi svoj nekakav status. Reputacija. Sa nekakvim treninzima, sa nekakvim utakmicama i to. I onda kad dođeš do nekog nivoa, jednostavno osjetiš se moćno, osjetiš se da te ne može niko čuvati, da si dobar, da pripadaš. I to je jednostavno feeling jedan koji ti ne možeš nekome objasniti, ko nije tome sudjelovao. Кај уживаше најмногу, која година во Европа ли, во NBA, кога ти била онака една година ако треба да кажеш оваа уживав најмногу, оваа ми е фаворит? Која би? Гледај, uvijek je, kad smo išli čaj iz Splita, onda nam je Božo Majković rekao, zapamtite ove 4 godine, to su vam najbolje 4 godine u životu, to se više nikad neće ponoviti. I bez obzira na sve uspjehe koje sam imao i kasnije, ta godina ostaje u pamćenju, taj recimo Minhen, ta 89, kad smo bili prvaci države, uzeli titulu prvaka Europe, to je stvarno bila godina za pamćenje. A сите бевте многу млади, така колку имаше ти, 20 години, 19? Tad sam imao 21, 22. Значи, и дали само заради младоста беше толку неверојатно или знаеш што ја прави таа година неповторлива како Мајковиć што вика? Pa mi smo bili klinci, ti to ne, mislim, drugčije ja to gledam, on meni, kad je to nama Božo rekao, ja sam mislio šta ovaj priča, kako ono znaš šta će meni biti u životu, ali onda kad pogledaš iz neke zrele faze života, šta si sve prošao, onda vidiš da je bio pravo. 89-та Југопластика. Да. Number one. Сега нели избација Adidas, скоро има една патика. Го виде тоа, така? Да. А, ја имаш тука? Ете ја. Браво. Значи, ви ја дадоа на сите, а? Сите кошаркари.
Ili samo ovo tebe? To sam dobio za uspomenu. Многу добро, многу добро. Ако имало тогаш кладилница 89-та и некој да се кладел дека Југопластика ќе освои титула, мислам дека милионер ќе станам. Да. Дефинитивно. Страшно, страшно. Кажи ми од детството твое кога ќе се вратиш, кои се некои клучни моменти што мислиш дека те направиле ова што си? Кои биле некои клучни моменти, не само спортски, него и психолошки, ljudski? Pa gledaj, ja mislim da sam imao sreću da radim sa vrhunskim ljudima. Prvo, od tih nekih juniorskih dana i Svetislava Pešića, Kreše Ćosića kroz klub i kroz reprezentaciju, pa Bože Markovića, pa Dude Ivkovića. Stvarno sam imao tu sreću da radim sa velemajstorima svog zanata. I onda sam opet imao drugu sreću da se rodim u isto vrijeme kad se rodija Dražen Petrović, Stojko Branković, Toni Kuković, Vlade Divac, Saša Đorđević i cijela ta plejada momaka koji su obilježili to doba svjetske košarke, ne samo evropske. А што мислиш, што ја правеше Југославија, која не беше мала земја, ама па не беше ни толку голема да биде таква велесила кошаркарска? Мислиш дека тоа заради тренерите? Definitivno je to škola koja je bila iznad svih drugih. I poklopi se generacija, isto kao što se poklopila generacija Španjolcima prije, ne znam... Со Погасол и брат му и Наваро и тие. Tako, pogodila se selekcija, ne znam, Grčka, par godina i to je tako. Dogodi se nekakva generacija koja je ekstra iznad ostalih. Ja sam imao sreću da sam se rodio u to doba i mi smo radili stvarno ko pasi. Čitav dan, nije bilo interneta, nije bilo mobitela, nije bilo ništa. Ti si imao školu i trening i ništa drugo. Точно, точно. За тебе велат дека си еден од најпосветените, си бил еден од најпосветените кошаркари во смисла на дисциплина, тренинг, нема пијанчење, нема диска толку многу, него си бил фокусиран. Nema druge, nema kruva bez motike, mi kažemo u Dalmaciji. Nema lep bez motika и тука, тоа е тоа. А си бил ли соиграч со некој што си се чудел? Некој што не бил толку по мотиката, а сепак бил добар. И си викаш, како постигнува, бе, ма, бе. Divac. Divac? Divac je čudo jedno. Свака част, свака част. Може да те прашам за неколку кошаркари од тие години да ми ги опишеш во 1-2 зборови. Први некој 1-2 зборови што би ти дошле, пример. Да речеме Пеđa Danilović. Danilović je malo iza mene došao, tako da se mi nismo previše susretali, ali je definitivno jedan velemajstor, ubica. Aha. Dobro. Igrač s mudima. Одлично, тоа е добро. Тони? Toni je genije, Toni je neshvaćeni genije. On je igrač koji je postoji vođa i vođa, znači vođa koji je, ne znam, vokalni vođa, koji je vođa u igri, koji oko njega se okupljaju svi, a postoji drugi tip vođe koji je tihi vođa kojeg ekipa slijedi bez pitanja, on je taj. Aha, odlično. Jednostavno, on je toliko genijalan pija da jednostavno ideš za njim ko guske u magli, samo ideš za njim jer je on prvi. Čekaj, takov беше и како млад беше таков? Da, mislim, naravno, nije bija takav kad je bija najmlađi, ali kasnije kako je sazrijeva, tako je nekakvu karizmu sam sebi napravio. Јас сум крстен по Жарко Паспаљ. Мојот брат бил голем фан на Паспаљ и рекол ке се вика детево Жарко, он е постар брат. Опиши го Жарко Паспаљ со 1-2 збора, кои ти се први што ти доаѓаат? Жарко je jedan specifičan lik, super, ja i on smo veliki prijatelji bili i dan danas smo
iako se ne čujemo toliko često, jedan ljudina, jedan ono stvarno veliki čovjek, ono, ja obožavam ga. Odlično. Vlade? A Vlada je moj friend iz tih nekih dječačkih dana, od kad smo imali 15 godina, smo se nalazili po tim reprezentacijama, odrasli smo zajedno i to je jedna neraskidiva veza koja je bila u početku i dan danas ostala ista, bez obzira na sve stvari koje su se događale u vremenu. Tako je. I posljedne neve, Dražen. Pa Dražen to je ogromna šteta što je prerano završio svoj život, jer je bio stvarno unikat i on je bio vođa, taj vokalni vođa. Aha. Koji je prvi bio na treningu, prvi kad nešto nije valjalo, prvi bi dizao glas. I stvarno mi je velika čast bila da sam imao priliku igrati s njima. Имаше нели оно еден прекрасен документарец на 30 for 30 за Дражен и Владе, Once Brothers, така. Сепак вие низ годините успеавте таа генерација да, како што кажа, да бидете пријатели, да останете кроз сите што се случија сите тие години. Што е тоа што мислиш дека ве држеше најмногу од се? Знаеш, кој е таа нишка? Веројатно не е се само дека сте имале успеси заедно. Валјда имало и татковска фигура кај тренер или не знам нешто. Мораш знат да смо ми у то доба били тешка сиротиња, да ти ниси има ништа, да смо ми припреме, хотели били, то je bilo sve ajme majko i vozali se vlakom u drugom razredu i na drvenim klupama i sva ta naša putovanja autobusima, vlakovima, ti nemaš mobitel pa da sva gleda svoj mobitel, nego ti se ti družiš. Da. I to jednostavno prerasta u nešto više, tako da jednostavno to je moralo biti tako. Jednostavno станавте браќа, сите. Да. Одлично. Одлично. После пензионирањето, што правиш, Дино, откако не играш професионално кошарка? Како си го пополнуваш време? Што ти прави највеќе кеф? Стандардна прича. Фамилија, едно дите, друго дите, трето дите, треба то одгојити, треба то водити у школу, треба то водити на тренинг, треба то пазити. Sad zadnjih par godina radim u Savezu. Radio sam u klubu u Splitu sam radio 10 godina, tako da zabaviš se uvijek. A adrenalinot kako go dobivаш? Знаеш, тој адреналин што го нема со играњето. Sve manje i manje. U početku je bilo teško to prihvatiti taj kraj, međutim, kreću neke povrede. Ja sam igrao tu neku ligu 4-5 godina nakon, pa otekne kolino, pa onda kažeš sam sebi da, vrime je za it's time to go. Така е. Обично викаат голем број од овие што играат амерички фудбал у НФЛ, голем дел од нив банкротира. Дури имаше баш овие 30 for 30 еден многу убав документарец за тоа. Не знам како е во баскет, али чисто ми е прашање, правеше некакви инвестиции после тоа, да речем, како си го менаџираше тој дел? Сигурно и тоа си го размислувал, ти било идеја што ќе правиш понатаму. Pa gledaj, ja sam odgojen u obitelji koja stari je vozija kamion, stara je bila domaćica, tako da nije me taj novac nikad promijenio, niti sam nikad mislio da sam ja nešto bolji radi tog novca. I nikad nisam, radio sam gluposti, ali nisam nikad radio toliko gluposti da me dovede u takvu nekakvu situaciju. Tako da meni je sve to skupa nekako bilo bitno trenirati, igrati, a novci, neko drugi se bavi. Ima ljudi u koji sam ima povjerenja i oni to i danas rade, ja se tu ne mišam. Dobro, za sreća si našao pravi ljude, znači za to. Hvala Bogu. Moraš. Mislim, mora se neko baviti s time, neko ko je išao u školu za to, a ne ti šta ćeš ti
kad ti si 19 godina uđeš nekakve 20, uđeš nekakve miliona, nisi još sazrijan, nisi ništa. I onda možeš samo, pogotovo što se onda navežu koji kakvi prijatelji koji krenu sa biznis planovima, žicanja, njegova ideja, tvoje pare. To često da je k vragu i zato i danas imaš u NBA obavezno ovi koji dolaze ruki imaju školovanje preko lita kako s novcima. А, значи самата асоциација ги тренира да знаат? Да. Браво, браво. А која била ова што викаш глупости, која била некоја глупост, онака луксус што си го дозволил и онака иш да не ти е гајле, а да си речеш после години абе, колку пари дадов на тоа? Ма, било е prije sam minja auta svaku godinu dana i onda shvatiš koliko bacaš pare bez veze. А на што имаше кејф, Дино? На какви? Спортски? Ферарија или джипови некакви? Ne, ja sam više na ove džipove. А, така? Ne mogu jasno. Ta mala. Probao sam sve i svašta, ali džipovi su mi. Одлично. И при крај доаѓаме, сакам да те прашам за морето. Ти си човек што е растен на море и претпоставувам си среќен поради тоа и ми е прашањето, те прави ли различен тоа што си растен на море? Дали луѓето што се растени на море се разликуваат од овие растени на копно? Си размислувал за тоа? Ja znam, mislim, mi znamo bolje plivat, oni znaju bolje skijati. To je... Така е. Кога ќе се сетиш на детство, кои ти се први неколку работи што ти текнува? Онака баш рано детство, 5 години, 6 години, 7 години. Освен баскет, веројатно. Pa, siti se, naravno, svoje sestre, oca, matere, babe i dide, mi smo svako lito provodili po 3 mjeseca kod babe i dide na otoku i to su neki momenti u životu koji su neizbrisivi sjećanja. Точно. И те дефинираат понатака у животот. Da, i to su uvjeti bili, stari brodovi, pješke, nema struje, nema vode, nema klime, nema ništa, nego dođeš tamo, živiš u nekoj kući koja nije uređena, koja je takva kakva je i ništa ne smeta, ništa ne fali. I ništa ne fali, така е. Ne radi mi klima, ajme majko, kako ću ja... Da. Vaka li se žive? Da, jedna lopta nam je bila 10 godina. Da. A da si igral protiv nekoj što ti ostanува? Знаеш кој ќе ти текне на македонска кошарка? Кој ти доаѓаат имиња? Lazo Lečić. Ето, Лазо Лечич, така е. Protiv njega sam 100 puta igrao. Така е. Лазо, ако треба да го опишеш, што ќе кажеш за Лазо во 2-3 збора? Lazo je legenda. Легенда, а? Legenda. Секоја чест. Дино, многу ти фала за ова што одвои време. Знаеме дека си зафатен и имаше и напорен ден и сето тоа. И овие еден час што ги одвојуваш многу ни значат, да знаеш и само на нас, не само на нас како екипа која сака кошарка, туку и на цела Македонија. Нема на чему. Ни беше голема чест, Дино. Се најдобро, маестро. Други пут. Биди добар. Чао. Поздрав. Бого. Од најдоброто од светската и европска кошарка одиме на најдоброто од Македонија. Треба да си имате good nature чаеви, нормално обезбедете си, имајте ги во домашните фиоки и секако најдоброто од Македонија, ПКБ-та, првата премиум македонска паштета од ПКБ-ско. Тоа беше се за оваа емисија.